Mislim дека ние немаме диалог за реиндустриализација отворен, значи тој мора да биде диалог на стручна јавност, да кажеме. Ние имаме напори на индивидуални компании кои се обидуваат да ги следат овие токови. Алкалоид е последен пример и алкалоид, нели? Што значи да се исплаќа да инвестираш во иновации, дека тоа е нешто што не смееме да доцнеме. 2020 е тук, значи толку брзо поминува време, што значи дека мораме сите оние реформи што се обврска од Европска Унија да се исполнат, затоа што вие видовте дека Eurochamber проценила дека неконзистентност на легислатива за внатрешен пазар, не знам, менување преко ноќ на правилата и така натака, лошо влијаат на долгорочна индустриализација. Исто така видовте дека треба да се отворат нови пазари со договори за слободна трговија. Ние Комора, ја мислим, 8 години, значи од 2005 зборува дека мораме да имаме преференцијална трговија со земјите од Северна Африка, кои се медитерански земји, Блиски Исток и така натака, и со други земји. Одговор нема. Треба, значи, овој пристап да биде од една страна како обврска спрема реформите спрема Европска Унија, а од друга страна треба да биде како наша иницијатива во однос на фаќање на тековите општи. Значи, ние веќе имаме побарувачка за производи. Алкалоид и текако има представник во Јордан. И сега се во процес на нотификација на некои своји производи во Јордан, од каде ќе одат на Блиски Исток. Значи, ние имаме побарувачки, али или немаме стандард кој е признат, или немаме количество, или немаме континуитет во производство. Како да се обезбеди континуитет? Ево, не ви кажа. Финансиска подршка, енергетска стабилност, суровини и репроматеријали. Значи, во таа смисла би требало да се излегува во пресред на одредени индустрии кои имаат капацитет и потенцијал.